Фактот дека се помасовно деца на се помала возраст експериментираат со наркотични средства не упатува на тоа дека родителите треба да посветат повеќе внимание на своите деца. Брзото темпо на живот во кое по работното време, родителите, но и децата, поминуваат многу време на паметните телефони наместо да разговараат, резултира со сознание дека контролата на родителите врз децата секоја година е се помала, вели психологот во Центарот за социјални работи во Тетово Оливера Цветковска. Родителите, за да препознаат дали нивното дете конзумира дрога, треба да знаат да ги прочитаат промените во однесувањето. Најважни според неа се пријателскиот разговор со своите деца, советување и покажување љубов. Тешко е физички да го препознаат тоа, меѓутоа ако барем еден месец му се посветат на своето дете, комплетно, мислам комплетно, значи не да напуштат работа, и кога се дома, да видат дали нивното дете продолжило со старите другарчиња да се дружи или пак во некој сосема ново друштво за нив непознато. Дали нивното дете го менува времето на излегување. Ако излегувало секогаш петок и сабота од 9 до 10-11, сега излегува од 11 до 1, да прашаат каде е, со колко е, каде се дружи. Да видат дома, ако не е добро да се чепка во интимата на децата. Меѓутоа може да проверат. Марихуаната е вид на како тутун, само е со зелена боја. Ако такви работичиња видат трошки по масата, во торбата, во новчаникот, може да им е знак дека детето конзумира марихуана. Барем 2 пати неделно, по саат-два да разговараат со своите деца како другарчиња, како пријатели. Черко, што те има, че имаш проблем, дај да го решиме. Ние секога сме со тебе, што и да си направил или направила во животот, ние стоиме за тебе. Само така децата ќе имаат слобода да им кажат на своите родители кај били и со кого били што направили. Децата наши мора да знаат дека се сакаат. Родителите заедно со децата кои конзумираат дрога треба да побараат помош во соодветни советувалишта во Центарот и да бидат упорни до целосно решавање на проблемот. Многу родители не сакаат тоа да го прифата затоа што е тоа болно за нив и викаат само еднаш или 2 пати зеле, сега е добар и прекинуваат да доаѓаат на третман. Тоа е најголемата грешка кај родителите. Кога веќе си разбрал дека твоето дете има проблем со марихуаната, им препорачувам да посетне било кое советувалиште, значи не мора нашето во Центар. Има психолози, има психијатри. Нека биде континуиран. Според психологот Цветковска, децата и во училиште важно е да се запознаат со негативните последици од употреба на дрога. Класните раководители сметам дека еден класен час во месецот може да одела за оваа проблематика. Преку примери, преку разни помагала, преку собирање податоци од децата, мислења, па да изгледат еден прав став кон зависноста од дроги. Не за марихуаната, општо за сите зависности. И не само за зависностите, тука се сега многу често трговијата со луѓе, трговија на малолетни девојчиња. Тука ни е проституцијата, тука ни е се семејните насилства многу често сега. Се тоа има влијание врз тие млади деца. Ако тоа дете постојано дома гледа кавги меѓу родителите, расправи, па дури и тепачки, што очекуваме? Дека тоа дете ќе нема да побара еден ден спас, нешто да го смири, и што, или таблети, па ќе биде таблетоман, или ќе земе марихуана, па ќе стане зависник потенцијал. Значи, мора да се работи на сите поли. Меѓутоа, основата е од дома. Од дома и после училиштето. Во училиштето мора, неопходно е да има психолози, педагози, комплетен тим и социјални работници. Значи, еден психолог е во училиште вработен или еден педагог. Не може да знаат 200-300 деца како им е состојбената состојба. Меѓутоа, кога ќе има служба формирана исклучиво за тоа
И кога класниот раководител или оделенскиот наставник ќе гледа дека едно дете е потиштено подолг период, па ќе го превземе службата. И ќе се работа со тоа дете, ќе се работа со родителите и на време ќе се упати на правиот пат, додека не искренало од правиот. Инаку, според податоците од Центарот за социјални работи, во Тетово најмногу се конзумира марихуана и екстази, но секако има и зависници од хероин, кои најчесто помош бараат во невладиниот сектор. Околу 3500 денари штета предизвикале засега непознати сторители по тешката кражба извршена во засега точно неутврдено време изминатата седмица во црквата Света Петка во село Луковица, информираше портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Според неговите податоци, случајот бил пријавен вчера околу 14 часот од страна на 64 годишен жител на Луковица. Според неговата пријава, што подоцна било потврдено од полицискиот увид, сторителите насилно го отстраниле катинарот од кутијата за донација од верниците што се наоѓала во дворот од црквата, пошто одзеле околу 3000 денари во разни апоени, а причиниле и материјална штета од околу 500 денари. По извршениот увид, полицијата работи на откривање на сторителите. Албански државјанин пријавил во полиција дека негов сонародник со кој дошле да работаат во Гостивар исчезнал пред речиси 3 недели. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, вчера во 10 часот и 45 минути во полициската станица Гостивар, 35 годишен жител на Пешкопеја, Република Албанија, пријавил дека исчезнал неговиот 32 годишен пријател од Република Албанија, кој привремено работел во Гостивар, а од 24 минати од месец околу 10:45 часот заминал во Скопје со цел да работи кај лице од село Морани и од тој момент не е достапен на мобилен телефон. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Тетово синоќа беше еден од 15-те града во земјава каде беше организирана голема прослава по повод поканата за членство во НАТО и датум за преговори со Европската Унија. На градскиот плоштад свој настап пред тетовци имаа Биг Мама, Дани и Хај Контрол. Со тетовци прославуваа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, заменик министерот за одбрана Беким Максути и вице-премиерот за диаспората Едмон Адеми. Денеска се слави низ 15 градови во Република Македонија, така да и во Тетово. Значи и тетовчани треба да слават заедно без разлика од која политичка припадност, етничка, верска и така натаму. Ја затоа ние ги имаме повикане сите граѓани да заедничко чувствуваме во прославување, затоа што ова е пред се голем ден за Република Македонија. Голем ден за сите граѓани, голем ден за сето тоа што е постигнато. Навистина, за една година ние успеавме или успеа да ни се случат две многу добри работи, два сона кои што ги имавме уште од осамостојувањето да не станат реалност. Тоа е да добиваме покана за членство во НАТО и покана за отварање на преговорите со Европската Унија наредната година. Така да јас мислам дека било што друго денеска да се каже во однос на сето ова ќе биде само губење време и празни зборови, затоа што навистина сите граѓани заслужуваат. Ја пред се сакам да искористам можноста да на сите војници пред се, старешини, офицери, припадници на Министерството за одбрана, припадници на Министерството за надворешни работи кои што имат вложено труд, толкав труд уште од самостојување па навака. Ние имаме една грамада на луѓе кои учествувале за сите овие процеси, кои што на некој начин сите заедно го имаат носено товарот да се биде или не. Затоа што ние видовме во 2008 што значи да се биде до вратата, што значи да бидеме на изшекор, што значи да нешто имаме на зграб буквално, а сето тоа не избега за миг. А уште полошо беше осеќајот
како две други земји кои што бевме заедно, значи Хрватска и Албанија, оние стана полноправна членка, додека ние веќе 10 години од тој период стагниравме, али пред се стагниравме на политички план, затоа што војниците, односно војската, армијата на Република Македонија, Министерството за одбрана секогаш беше на врвот на исполнување на своите задачи и мисии во однос на тоа што значи полноправно членство, односно реформи и подготовка на Република Македонија за да стане полноправна членка на НАТО. Значи, во Тетово е еден од 15 града каде што се организира прослава по повод добивањето на кандидатскиот статус во Европската Унија и секако поканата за да се стане член на 30-та членка на НАТО. Ова е настан каде што би сакале овој успех, овој прогрес што се направи да го споделиме со граѓаните заедно, затоа што секако тие во оваа година дена додека се водеа овие процеси одиграа подеднакво исто важна улога во поддршка на целиот овој процес. Централната прослава се одржа во Скопје, каде настапија Кирил Џајковски, Архангел и Печурките. На концертот што го организираше владата на Република Македонија под мотото Македонија во НАТО и ЕУ на градскиот плоштад во Гостивар, вчера вечер настапија рок бендот Ареа и диџејот Феки Фарис. На настанот присуствуваа заменик министерката за финансии Ширете Елези, министерот за култура Асаф Адеми и министерот без ресор задолжен за комуникации Роберт Поповски. Се очекува придобивките од членството во НАТО да бидат многу големи, особено од финансиски аспект. Зголемена безбедност значи зголемување на домашни и странски инвестиции. Ги повикувам граѓаните да го поддржат референдумот кој треба да се одржи, бидејќи тоа е патот по кој треба да се движиме, рече во својата изјава Елези. Исти пораки упатија и Поповски и Адеми. Македонија вечерва заслужува да слави. Ова одбележување на добивањето на покана за членство во НАТО и во Европската Унија се слави во 15 града во Република Македонија. Македонија избра иднина на место минато, среќа на место тага, интеграција на место изолација. Граѓаните на Република Македонија имаат право да бидат среќни, затоа што ова е историски момент, ова се денови, недели, месеци што значат судбина за државата, за Република Македонија и нејзината иднина. Јас она што можам да го кажам е дека на престојниот референдум сите оние што и посекуваат светла иднина, перспективна иднина на Република Македонија треба да излезат и да гласаат за Македонија во ЕУ, за Македонија во НАТО. Овие се историски мигови за Македонија, за сите граѓани на Република Македонија. Долго очекуван беше овој момент кога од самитот на НАТО ќе стигне таа долго очекувана покана да бидеме членки на ова многу важна институција која ќе допринесе за мир, ќе допринесе за економски развој, за нови работни места во Република Македонија. Но исто така многу е важен моментот што ние ги започнуваме исто така и преговорите за членување во Европската Унија. Но не е работата цела завршена, треба граѓаните да го потврдат тоа во референдумот што ќе биде во доглед на иднина, па поради тоа ги поканувам сите мои сограѓани од Гостивар, но исто така и сите други што помасовно да излезат на наредниот референдум што ќе биде брзо закажан сигурно. Гостивар беше еден од 15 градови во земјава каде што владата организираше прослави по повод добиената покана за преговори за членство во НАТО. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, првиот човек на финансиската полиција Арафат Муареми ги потврдува сомневањата дека поранешни функционери и бизнисмени переле пари преку наводни мрежи на офшор компании, одливајќи огромни средства во странство. Оптимист е дека постапките ќе се докажат и виновниците ќе одговараат за направените злоупотреби. Факт е дека последниот време управата за финанска полиција
го дава својот ангажман во борбата против финансискиот криминал и организиран криминал сепак и е ориентирано за гонење на кривични дела кои што произлегуваат од злоупотреба на службена положба од јавните личности, односно функционерите што имале обврска да дават отчет на граѓаните за својата дејност. Последниот настан кој што се случи во управата за финансиска полиција, тоа е изградбата на мостот Ток. Такви настани верувам дека за брзо време ќе има и други и ќе бидат поинтересни од тоа што веќе беше јавно дадено на пресконференција на управата за финансиска полиција. Во која смисла интересни? Може ли да бидете поконкретен? Поинтересно затоа што износите кои што се злоупотребени, а тие се буџетски пари, се каде поголеми од тоа што веќе беше дадено на пресконференција. Управата го заврши својот дел од работата во предметот ОКО. Меѓутоа, какво очекувате да биде разврската конечна на овој случај? Дали е доволно што парите се вратени или сепак сметате дека треба да се понесе некаква одговорност за тоа што е направено и да послужи како пример за друг да не го стори истото дело? На пресконференција ние истакнавме дека е изготвена и е поднесена кривична пријава до јавното обвинителство, надлежен за изградбата на мостот Око, а од друга страна веќе директно или индиректно имаше признавање на вина, односно одговорноста, нели, која што произлегува од таа кривична пријава и исто така, нели, добивме и потврда од општина Центар дека се вратени паричните средства односно наодот кој што е утврден од наша страна како финансиска полиција. Сепак јас сегаш викам дека кривична одговорност треба да има и тоа, значи, ќе се бара со поднесената кривична пријава од управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство. Колку беше тешко да се докажат злоупотребите во овој предмет, па и во други, каде што е можеби многу потешко да се следи трагата на парите? Финансискиот криминал навистина е тешко за докажување затоа што се работи за активности кои што директно имаме документација. Кога се работи за финансиски криминал, мора да биде подкрепено со докази од формата, нели, на документација. Документацијата сегогаш не ти го дава така, него треба, значи, да се најде модул да се дојде до таа документација, која што ќе биде како круцијален доказ во целата кривична постапка. Секогаш ние не викаме дека од прво си ги обезбедуваме доказите. Исто така и за мостот Ого го работевме негде 6 месеци, меѓутоа имавме некои проблеми за обезбедување на таа документација, бидејќи со образложение од страна на надлежните институции дека била претhodно архивирана, па не веќе се работи за некоја постара документација и дека веќе не е во општина Центар, него е однесена на друга надлежна институција за архивирање на документација. Меѓутоа, кога си упорен, нели, за се докаже одредена одговорност, се стига до успех, од кај што верувам дека веќе е пристигнат. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со директорот на Управата за финансиска полиција ќе го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево време, дуваше умерен повремено засилен северен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 18 степени, а дневната од 25 до 31 степен. УВ индексот изнесуваше 9. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен повремено засилен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 10 до 19 степени, а дневната од 28 до 33 степени. УВ индексот ќе изнесува 9.